Добар ден, поздрав до медиумите. Денеска се собравме во градската кујка на Прилеп да официјално го најавиме почетокот на 7-миот поред Крали Марко Болдер фестивал, кој што, како што знаете, е веќе традиција и е еден од најзначајните настани кои што се меѓународни настани кои што се организираат во нашиот град. Оваа година замислата на фестивалот е да покрај возрастните групи на качувачи ги вклучиме и помалите групи на качувачи, така да и во сабота ќе имаме надпревар и за најмладите. Покрај нашите качувачи од Македонија, деца, тука ќе имаме гости и од Словенија. Оваа година, пошто овој фестивал е меѓународен, ни се придружуваат качувачи од повеќе држави, како што е Австрија, Албанија, Бугарија, Словенија. Традицијата продолжува и на тој начин се обидуваме да приказката за болдерите околу нашиот град трае и биде промовирана секоја година одново и одново. Резултатите се очигледни, секој ден во Прилеп доаѓаат се повеќе и повеќе странски качувачи, кои што дел од своето слободно време и својот план за качување во сезоната, пролет-есен, ја користат на терените околу нашиот град. Сведоци се и граѓаните кои што секојдневно ги среќаваат тие луѓе по улицата или надвор на терените околу градот. Оваа година фестивалот ќе се одржи на терените околу Камена баба. Позната прилепчани го знаат тоа место, значи на 1 до 2 километри во правец на Вештачкото езеро од левата страна тие грамадни карпи кои што се наоѓаат во правец на селото Дабница, под манастирот Трескавец и се кругот би го затвориле до Марковите кули. За минатите години го работевме фестивалот на локацијата околу манастирот Трескавец, меѓутоа оваа година заради зафатите кои што се изведуваат таму бевме принудени да се симне, меѓутоа и заради поголемата близина на градот. Затоа ги поканувам сите заинтересирани љубители на природата во сабота и во недела да го посетат овој, да наречем, излетничко место, да си направат прошетка и воедно да ги погледнат овие луѓе како качуваат и како уживаат во искачувањето на овие карпи. Крали Марко Болдер фестот се одржува, ова е 7-ми пат што се одржува. Се одржува на локалитетот, како што кажа тренерот Ице. Таму се поканети сите кои што сакаат да присуствуваат и да видат како се одржува тој надпревар. Иначе, сакам тука да ја спомнам разликата меѓу болдерингот, меѓу спортското качување и меѓу алпинизмот. Така што болдеринг, зборот болдер значи карпа и при тоа болдерингот е искачување на карпи до 5 метри. Висина тука се искачува само со помош на патики, без јаже, со помош на душеци. А при тоа спортското качување, разликата е тоа што таму има веќе готови насоки со помош на карабинери, целосна тука опрема се користи. Во 2016 година спортското качување стана прифатено стана дел на олимписки спорт и во 2020 ќе се одржува во Токио. Нашиот Прилеп е доста познат локалитет со такви терени, односно најпознати се има Шишерник, Камена баба, Баба, Дедо, Трескавец, Дабница, тие се попознати исто така што ги качувам. Yeah, hello everybody. We are 6 climbers of Awesome Ape Climbing Club in Austria. We decided 2 months ago to take a trip to Prilep, going climbing. Austria, as you know, big potential of climbing, but as we saw the climbing trip of Petzl of 2014, we decided to come here to Prilep, to Boulder. We are now here since Saturday, climbed all around Kamena Baba, all sectors. Very good climbing, very good boulders, high boulders, bouldering for everybody from easy to hard boulders. What else? We enjoyed the people here. Everybody is helpfully
With the guidebook, you can go nearly everywhere, no problems finding boulders. The guidebook is really good, and the quality of the climbs, it's really good rock. And I think there is so much more potential here in Prilep, around this area, so much more rock to find and clean and establish new boulders. I think this will be a big area here for bouldering in the future. Yeah, really good boulders. Really good in Prilep. Добро, да кажеме прво едно големо добре дојде на сите болдеристи кои ќе се надпреваруваат овие денови на овој меѓународен куп Крали Марко во близина на Марковите кули. Болдерингот представува еден од екстремните спортови кој што е доста популарен во светот, а Прилеп представува еден од светските центри за одвивање на вакви меѓународни светски купови на болдеринг. Фактички со овој меѓународен куп започнува и сезоната на екстремни спортови, а Прилеп постепено се промовира во центар на екстремни спортови на овој дел од Балканот и мислам дека ова година ќе имаме илјадници спортисти кои ќе се надпреваруваат во сите овие спортови, вклучувајќи го и овој болдеринг. Сега имаме преку 100 гости, а со тоа ќе придонесе не само за промоција на Прилеп и Република Македонија, туку исто така сите овие спортови придонесуваат и за развојот на тој алтернативен туризам и развојот на локалната економија. Локалната самоуправа и понатаму ќе продолжува да ги поддржува овие спортови, бидејќи конфигурацијата на земјиштето на Прилеп и неговата околина дозволува одвивање на вакви спортови, посебно болдерингот. Му посакувам да имаат успешни надпревари и да ги поканам сите граѓани кои што се слободни. Знаеме дека е викенд, великденски празници, доколку имаат слободно време, да го посетат пределот Баба, каде што ќе се одвиваат овие надпревари и да уживат во екстремен спорт и вештините на сите овие, да наречам, светски мајстори во болдерингот.